Претседателят Џафери, изминуваат неколку месеци веќе од работата на новиот собраниски состав. Работата ја започнавте во нова сала, односно во салата со купола поради пандемијата и протоколите за COVID-19. Ви недостасува ли работата во сала 1 или сала Македонија, како што беше подосна преименувана, имајќи ги предвид можностите што ги нуди оваа сала, што ги немате во салата со купола, например електронското бројењето на гласовите, електронското гласање, пребројувањето на пратениците? Добро, во секој случај, како и на сите нас, ни недостасува вообичаениот воспоставен начин на комуникација и на однесување како последица на ковидот. Истоветно тоа се однесува и на собранието и на работата на собранието, имајќи предвид дека и ние сме дел од ова општество и сме обврзани да почитуваме дел од процедурите кои што се пропишани од надлежните институции и секако ние си настојуваме да ги применуваме тие процедури и можам да кажам дека благодарение на таа дисциплина на сите нас кои што сме внатре во собранието, придржувајќи се кон тие процедури, иако дел од пратениците беа опфатени со пандемијата, сепак не ја попречила работата на собранието, имајќи предвид дека внатре повеќето сме се однесувале онако како што се налагало од нас. Секако дека оваа ситуација создава потешкоти во работата, но секако и ние се прилагодуваме кон сите потешкоти во општеството и дел од оние работи кои што бевме навикнати да се одвиваат електронски, нормално ги правиме меанички, значи со ангажман на собраниската служба, кои што соодветно ги заменуваат улогите на електрониката, значи меанички си ги броиме. Нештото одзема малце повише време, но не се одразува на работата на собранието. Една од новините кои што се воведени во последниве неколку месеци во работата на собранието е начинот на гласање, односно имајќи предвид од една страна понекогаш отсуството на пратеници поради COVID-19 и самоизолација, од друга страна неможноста да се соберат доволен број пратеници, да се овозможи кворум и во одредени услови мнозинство за гласање. Гласањето почнавте да го спроведувате еднаш до два пати во месецот, најавувајќи го однапред. Неодамна на средбата со новинари се согласивте дека тоа е еден вид практично решение, но исто така рековте дека е вовед во така наречен календар на собранието, зашто се потребни измени во деловникот. За какви реформи би станувало збор и каква промена тоа би значило во работата на собранието? Може би ова е сега нужно и потребно, имајќи ги предвид состојбата со мнозинството и кворумот, како што веќе спомена, но може ли да објасните какви промени тоа би довело до во работата, се извинувам, на пленумот и во работата на собранието? Видете, состојбата околу мнозинството и опозицијата, тоа не е новина. Фактички од мандат во мандат се менуваат тие односи на силите и секако дека во овој мандат мнозинството брои 62 пратеници, значи на прагот на оно што е неопходно мнозинство. И во работата на собранието секако со деловникот е предвидена можноста за одложено гласање. И актуелно, значи е предвидено и од таа причина, базирано на таа можност, се предвидува дополнително време за изјаснување на пратениците по однос на нештата кои што се дел од работата на седница, на самата седница конкретно. И следствено на тоа, веќе 3 децении, ово е фактички трет деловник кој што е во примена, ако го сметаме и привремениот, непревземениот деловник од претходниот систем, кој што важел до 98 година, па 98 година се донесе новиот деловник кој што беше на сила до 2006 година и после 2006, значи дојдовме со новиот деловник кој што е актуелно во примена. И секако
нивоедниот скоро од деловниците, нивоедниот. Не било санкционирано работа на собранието во редни услови. Веројатно водени од ситуацијата дека никогаш немало потреба на ниво на државата да се има воредна состојба и како последица на пандемијата, знаете дека по прв пат во 3-деценискиот период од самостојноста се објави воредна состојба како последица на пандемијата и тогаш дилемите стана актуелни во смисла како да се постапува во таква ситуација. И моравме во да се прилагодиме кон новата состојба. Повеќето работи, значи, договорно како мнозинство опозиција, но дел од работите останавме стриктни по однос на поделбата мнозинство и опозиција. И како резултат на тоа, знаете, од првата координација што ја имав во овој мандат, размислувајќи гласно, им соопштив на координаторите можноста да размислуваат за евентуално уредување времено на функционирање на собранието во вредни услови. Работа која што опозицијата легитимно има можност така и да размислува, ја свати како неможност на мнозинството секогаш да обезбеди кворум и да може да ги одржи седниците и со тоа да се замени редовната работа со таа воредна, што во суштина не е целта на предложените измени. Знаете дека јас предложив измени на деловникот. И моето размислување, мојот став и тогаш и сега и понатаму е дека собранието е неопходно да обезбеди алтернативни услови времени за функционирање во такви ситуации можни идни. Сегашна и идна, затоа што не е само пандемијата причина по која и заради која може да се прогласи воредна состојба. Уставот ни пропишува, значи, ситуации од елементарни непогоди и пандемии, односно епидемии. Имајќи предвид дека сме сега веќе во пандемија, во иден период не посакувам, значи не дека посакувам, но како одговорна институција и како одговорна личност сметам дека ние навремено треба да имаме регулатива, процедури како би постапиле во такви услови. Но барајќи излез од таа ситуација, вие практично дојдовте до еден момент кога го закажувате гласањето на 2 недели и го најавувате однапред за претениците точно да знаат кога да дојдат практично за гласање за седниците, за точките од седниците кои што биле во изминатите недела, да речам, или 10 дена. Самиот тоа на последната средба со новинарите, како што реков, го објаснивте и како еден вид вовед во календар на собранието, нешто за што се зборува во изминатиот период и што треба да биде дел од тие измени на деловникот, кои впрочем би требало да опфатат и електронско гласање. Целта на прашањето ми е што се може да очекуваме како реформа и како промена во работата на собранието, имајќи ги предвид сите овие ситуации што ги наведовте, но и сите претходни разговори меѓу владеачкото мнозинство и опозицијата, се извинувам, во парламентот, во однос на промена на деловникот и тие новини што треба допрва да дојдат. Ние сме во фаза на напори за реформа на собранието како целина, како посебна власт и да се осамостои од влијанијата од другите власти или да биде независно во одлуките кои што ги спроведува. Дел од таа реформа се измените или работата на нов деловник, може би најверојатно ќе произлезе да имаме нов деловник, иако ние работиме на измени и дополнување на деловникот во жамбоне процесот. И следствено на тоа се прават напори за реформа на статусот на собранискиот канал и реформа на статусот на собраниското обезбедување, како последица на сите нешто што се случија во овие 3 децении, и сметаме дека сите овие функции треба да бидат изричито во надлежност на собранието. И собранието сама по себе со воспоставена инструменти правни да може да менаџира со оваа институција без оглед
која ќе биде соодносот на силите сега во овој мандат, наредниот мандат, затоа што не е еднаш за секогаш даден мандат, па тоа ќе биде една гарнитура која што ќе ги користи тие можности на работа на собранието. Во тој контекст оди и прилогот во тоа што и во комуникација и искуствено со други парламенти имаат календар за работа, кој што календар во овие услови и со оваа регулатива ние не може да го воспоставиме. Од проста причина, што од моментот кога ќе го добијам материјалот од овластен предлагач, било да е тоа пратеник или да се тоа владата или група граѓани, 10.000 потписи, во рок од 20 дена од дистрибуцијата на материјалот до пратениците мора да се одржи седница. На 3 дена пред одржување на седницата треба да биде разгледано материјалот во прво читање, ако е во редовна поставка, во матичното работно тело. И кога ќе направите цела таа динамика, а од друга страна, предлагачите немаат ограничен рок во кој период може да достават, односно не може да достават материјали. И во таа циклична динамика која што е воспоставена, право на достава и обврска на разгледување, не можете да поставите стриктен календар за работа. Затоа што ве престигнуваат роковите пропишани со деловникот. И затоа во тој аспект во деловникот ќе треба да се направи период на достава на материјали од сите предлагачи, период на разгледување во прво читање, период на второ читање, период на гласање. И тогаш ќе може да се стави точен календар и ќе се каже првата недела во месецот ќе биде комисиска работа. Сега карикирам, значи не како пример може. Првата недела би била недела за разгледување во прво читање. Втора недела би била недела за расправа на седници. Трета недела би било гласање за претходните точки. Со тоа би се направила и динамика на ангажман на пратениците по однос на оно што многу озбореното трошење или трошок. Значи би се направила економизација на трошоците. Неговото намалување практично на тоа би значило намалување за тоа што не мора секој ден 61 пратеник да биде внатре за да чека цел ден дали ќе заврши дебатата по однос на точка или не, за да во тој ден гласа за една точка. Вака во таа недела може да се направи динамика на дебатата и како ќе завршат група на прашања, така во наредната недела таа за гласање би било почетокот да биде со отпочнување нова седница, на која што поради донесување на дневниот ред мора да бидат сите присутни, за да се донесе дневниот ред, да се отвори пат за дебата, би се изгласале на тој ден сите претходни точки од претходната седница кои што се поминати. Со тоа се завршува тој ден кога имат обврска сите да бидат тука. Дебатата ќе трае до крај на таа недела. Тие што имаат интерес да се вклучат во дебатата ќе бидат на дебата. Тие што имаат потреба да добиваат слободно време да се бидат со гласачите, да можат по долг период да бидат во изборните единици. И тоа би допринело на фактот да сега е пропишено секој петок пратениците да бидат во изборната единица, а поради динамиката скоро секој петок го одземаме со други активности во собранието. Има ли услови за разговори за деловникот? Тоа во тие разговори се воде во рамките на Жан Моне процесот, но поради пандемијата престанаа тие директни комуникации, директни кога кажувам мислам лице в лице комуникации со европратениците кои што посредуваа, практично беа медијатори, еден вид медијатори меѓу
претеничките групи во собранието. Има ли услови да продолжат овие разговори и покрај пандемијата? Дали може се одржуваат некакви онлайн состаноци? Секако дека има, затоа што ние претходниот период кога го започнавме жанрен процесот, го започнавме со консензус сите учесници. Овие денови јас ги завршив комуникациите со сите пратеници и пратенички групи. Добив предлози од сите политички партии и пратеници кои што не се во пратенички групи за учество во работната група за продолжување на жанрен процесот. Идејата ни е тој процес поради пандемијата да го отпочнеме сами овде ние, без физичко присуство и нагледување од европратениците и периодично колегијално да ги информираме за напредокот евентуален по кој одиме и може да кажем дека таму се вклучени сите кои што значи кои точки ќе бидат во фокусот на овие следни разговори што ги најавувате? Видите сега сите овие двоумења што се појавија во практична примена на деловникот и функционирање при новиот состав, ќе бидат дел од тие разговори. Ние дел од одредбите веќе ги имаме усогласени од претходниот мандат, сега не би се вратил на тој дел. Не, да не се навраќаме, да еве за новите работи. Сега за новите, например, конститутивна седница да има тек, почеток и крај. Да не биде отворена можноста да трае со денови конститутивна седница. Да се дефинира, например, точно кога ќе се смета дека собранието е конституирано, за да можат да почнат да течат роковите конкретно по оно што произлегуваат за другите институции, примената на роковите и текот на работата по тие рокови. Така да има низа на работи кои што дали овие разговори ги опфаќаат и онлайн, евентуално онлайн работа на парламентот? Па не е спорно и тоа да се отвори, меѓутоа гледајќи од оваа перспектива не би била работа да почнеме со работа од оно што е спорно, него идејата е да почнеме со дебата од оние работи кои што се констатирани како пречка од сите нас и да изнајдеме решение. Потешките прашања секако остануваат за на крај да се изгладат и во тој контекст мислам дека во скоро време ќе го отпочнеме тој процес и навремено ќе бидете информирани кога конкретно ќе биде првата званична средба во овој состав. Така да тоа треба да добива и формална форма во смисла на одлука за формирање работна група која што ќе ги вклучи, значи покрај пратениците и службата на собранието како експертски дел и секако ќе бидат вклучени и експерти од надвор кои што ќе бидат во дел од екипата кои што ќе работат со мене од стручен аспект за оно што е потребно да се дае поддршка професионална, стручна на оно што е моја надлежност за водење на овој процес. Минатата недела имавте состанок кој што се однесуваше на работата на Собранискиот канал. Практично тоа е еден вид продолжување на активностите кои што се однесуваат на реформите во тој дел на работењето на собранието. Што ќе опфаќаат овие новини? Проектот со швајцарската амбасада, со швајцарската поддршка практично завршува од 2023 година. Што би требало да се реализира? Може ли да се интензивираат? 29-та завршува, затоа што е 10 годишен проект за поддршка на собранието, така да 2018-2029 10 годишен е проектот за поддршка и покрај другото, значи програмата за поддршка на собранието, тоа е дел од меморандумот за соработка и поддршка со Швајцарската конфедерација преку амбасадата овде и други институции кои што се вклучени, други парламенти партнери како парламенти Буденстагот, Естонија, Летонија, така да дел од другите парламенти кои што се вклучени во таа работа. Дел од таа парламентарна поддршка е и работа околу статусот на Собранискиот канал, во смисла на собственост на каналот, во смисла на собственост на материјалот, во смисла на функционалност на каналот. Идејата е да се има студио собраниско овде. Идејата е
технологијата да се обнови и да се овозможи да се опремат салите каде што се одржуваат седници на комисиите, да можат да добијат директен линк и да можат истовремено и пленарна седница и работа на комисиите да одат во директен пренос. И тоа да се емитува преку веб страна на собранието. Таа технологија би овозможила од више места истовремено да се оди можноста за директен линк и тоа би значило дека било граѓанинот, било медиумот кој што сака да ја следи работата на собранието по собствен избор. Тој што ќе сака да следи пленарна седница ќе може да следи пленарна седница. Тој што ќе сака во текот на денот ако е работа истовремено на 3-4 комисии да бира која комисија во кое време ќе ја следи онлайн, значи во живо, да не мора да ја чека репризата. Има ли конкретни заклучоци за тоа како би се одвил текот на овие активности, имајќи предвид дека поради пандемијата има многу забелешки на сметка на транспарентноста на собранието. Некако на вас директно како претседател на собранието, дозволете да се доизразам? Некако вас на претседател на собранието, но генерално на работата на собранието, имајќи предвид дека преку веб страната на собранието може да се следи само една комисија и доколку има пленарна седница, комисијата не можеме да ја следиме. Условите за доаѓање на новинарските екипи тука, поради протоколите со COVID-19, морам да нагласам дека е поради протоколите, се ограничени. Така што ограничена е практично и ограничени се ограничуваат информациите што излегуваат преку медиумите до јавноста, односно до граѓаните. Од тие причини ве прашувам дали постои можност овие активности да се интензивираат на собранието за да се најде еден излез и да се излезе во пресети на граѓаните и на јавност и на медиумите. Што се однесува до ограниченоста, во некоја форма сите ние сме ограничени како општество, како држава во целина и како свет во целина сме ограничени во комуникацијата и во пристапот во било која смисла на пристап поради пандемијата. И кога се пропишува протоколите, секако се водеше сметка дел од таа работа е и присуството на медиумите, кои што впрочем со моја одлука се акредитирани во собранието и без исклучок сите кои што се пројавија и пријавија, значи присуство, ја добиле акредитацијата по онај список како што самите побарале. Но како и сите ние што сме ограничени во собранието, и пристапот и присуството на медиумите е ограничено поради протоколот. За жал, ние во овие 3 децении не сме имале технички можности за таква работа на собранието како што предочив со реформата на собранискиот канал и е отпочнат тој процес. Ние имавме таа прва средба во Мериот минатата недела, односно минатиот петок. И тамо има заклучни согледувања дека работата на таа работна група да продолжи. Дадовме рок до 26 февруари да се испита и да се анализира правната рамка по која би требало евентуално да се интервенира, за да има и правна поддршка сиот процес. Затоа што не можете да направите нешто што е спротивно на правната поставеност, односно законската поставеност по однос на права и надлежности. И во тој контекст паралелно ќе оди и правниот аспект на евентуалните измени. Првична констатација е дека има дуализам на законската регулатива по однос на Закон за радиодифузна дејност и Закон за АВМУ, во кој што се измешани надлежностите на низа институции кои што создаваат проблем во смисла на оно што е производство на материјал, во смисла на оно што е собственост и на каналот, и на фреквенцијата, и на материјалите кои што се пројавуваат таму. А од технички аспект, кажувам, нема можност да се има пристап. Оно минимално што можев да го направам, во сала 3 и сала 4 поставив техничка можност да медиумите се вклучат и материјалите од оно што е работа на пленарната седница да можат оригинално да ги земат и звукот и сликата, кој како ќе сака да земе
во смисла на јазичната обраќањето, значи јазична употреба, односно закон за јазици, да може кој медиум како да го земе материјалот. Физичкото присуство не се однесува до мене, а одговорноста е секако моја, затоа кога ќе зборите за собрание, не можете да зборите за собрание како институција општа, него како функционалност и надлежност, и секако јас сум свесен дека кога ќе се дава забелешка за собранието, тоа се однесува забелешка на мене, без оглед дали формално сум јас лично тој што е одговорен, односно што е причина, но статусот ми е таков и разбирливо дека јас тоа ја разбирам и затоа инсистирам овие реформски процеси кои што ги водам да се решат што побрзо е можно, а во смисла на јавни набавки и оно што ќе треба да произлезе како јавна набавка, во планот за јавни набавки е предвидена техничката поддршка на проекцијата за реформа и таа мора да се следи низ соодветна процедура која што е пропишана со Законот за јавни набавки, со тие рокови кои што се пропишани, а за исходот не зависи само од почната процедура, тоа зависи и од побарувањето и понудата која што ќе биде евентуално, доколку сме во рамки на условите кои што се пропишани со закон, ќе се донесе соодветна одлука за реализација на јавна набавка, доколку сме надвор од тие рокови, се поништуваат постапките, се обновуваат постапките, тоа се нови рокови, така да не може никој конкретно да каже ова е отпочнато сега и ќе заврши за 3 месеци. Значи, ние мора да се раководиме по однос на процедурите и прописите, впрочем, врзани и обврзани сме сите ние како носители на функциите да ги почитуваме процедурите и законите. Надвор од тоа би паднале под удар на одговорноста, односно на оно што е спротивно на законот. Тоа не смееме да го направиме. Какви се вашите релации со опозицијата? Опозицијата не доаѓа на координации, представниците нивни не доаѓаат. Зборувам и за македонските партии, за партиите на албанците во собранието, не доаѓаат на координативните средби, но вие упорно имате комуникација, неформална комуникација. Овие информации се потврдени од двете страни, од ваша страна и од страна на опозицијата. Дури опозицијата отворено ги поддржува сите закони, сите мерки кои што се однесуваат на COVID-19 во собранието. Какви се вашите релации со нив и дали постои расположение кај владачкото мнозинство и кај вас како председател на собранието да одговорите на нивното барање овие точки кои што се однесуваат на COVID-19 да бидат ставени на една седница за да може да поддршката да биде обострана и со консензус и едноставно да им се даде приоритет на овие прашања. Има ли расположение такво кај вас? Што се однесува до координациите, да, факт е дека во редовниот термин од моментот кога го пуштив во процедура предлогот за измени и дополнување на деловникот, опозицијата анблок, значи како опозиција, престана да доаѓа на тие координации заеднички. Но јас не сум го прекинувал никогаш пристапот и комуникацијата со опозицијата и секако си земав за обврска издвоена координација со опозицијата да имам, ако така може да кажам, и тоа се случува. Така да неспорно е дека координацијата и комуникацијата е непрекината за сите прашања. По однос на аргументот дека би биле подготвени да ги поддржуваат проектите и проекциите кои што се однесуваат на COVID пандемијата во посебна седница, не е спорно тоа да се применува, но во ситуација кога би ги издвоиле тако точките, обично тие точки се во скратена постапка и тоа би значело дека би требало да имаме една седница со 10, 15, 20 точки скратени постапки, за кои што само треба да се утврди потребата од скратена постапка еден ден, и после да се прекине таа седница и да се чека работа на работните тела кога која ќе заврши за да може да се вратиме на дебата. Ако е така, може тоа да го прикажат низ работа на работните тела
по однос на точките без оглед дека се наоѓаат на седница со 60 точки, неспорно е колку точки ќе има седница. На координација, впрочем, се прави приоритет на тие точки кои што според агендата и приоритетите би требало во која фаза и во кој период да поминат. И во ситуација кога тоа не се разгледува на работно тело, како ќе го примените тој приоритет да помине точката која што е врзана за ковид пандемијата, а во суштина чека во работно тело. Не е спорно, процедурално не е спорно, но пак кажувам, тој сооднос после на точки како би се однесувало. Една седница започната, друга чека и онако. Еве дел од седниците стојат поради една точка, поради две точки кои што или не се разгледани на комисија или нема согласност од сите страни, па мора да чека. Тоа е работа. Интервјуто го правиме точно пред почетокот на седницата за која што треба да се зборува за интерпелацијата на господинот Димитров, која што е покрената од опозицијата. Опозицијата најави и барање за интерпелација на министерот за правда и на вице-премиерот министерот за правда Маречич и вице-премиерот Николовски. Дали се стасани овие барања до вас и кога би биле ставени на дневен ред? Токму така, ние сме пред почетокот на седницата, 30-та седница, меѓу кои е и точката интерпелација. Договорно со опозицијата како предлагачи на точката се решивме денеска тој ден да биде ден на разгледување на интерпелацијата. Според деловникот, целодневна дебата се води по однос на интерпелацијата и на крајот на денот до 24, пред 24 мора да се гласа. Да се гласа, односно да се изјасни собранието и со тоа завршува таа точка. Токму така, како што кажавте, опозицијата најави и веќе достави предлог до мене за нови две интерпелации по однос на вице-премиерот, односно министрот за борба против корупцијата и како веќе долга е титулата, нели? Титулата и на министрот за правда. Постапките се дека тие предлози се доставуваат до влада, односно преку влада до дотичните министри на кои се однесува и од моментот кога ќе ја примаат интерпелацијата министрите на кои што се однесува истата, во рок од 15 дена од како ќе ја примаат интерпелацијата се должни да одговарат, а можат да не одговараат писмено на интерпелацијата. Во зависност која ќе оди ситуација, ако одговорат во рок од 15 дена, тогаш во рок од 15 дена од добивањето на одговорот треба да биде на наредна седница која што ќе биде закажана, ако не на прва наредна која што е закажана. Така беше и случајот со министрот Димитров, он се реши да не одговори на интерпелацијата и затоа се најде на 30-та седница која веќе беше закажана како прва закажана седница, а не добивме одговор во рокот од 15 дена и затоа беше ставен на дневен ред. Првата наредна што сега е закажана 16 февруари? 16 февруари и што значи не можат да дојдат двете интерпелации на дневен ред на 16 затоа што имајќи предвид рокот кога се доставени до мене, а се уште немам тајминг кога се примени и дали се примени од ресорните министри, до владата се пропратени. Реално би биле после За мене рокот тече од моментот кога ќе добијам информација дека дотичниот акт е доставен до дотичните лица и од тогаш почнуваат роковите. Што значи на 16 секако нема да бидат тие две интерпелации на дневен ред. Да. А на која ќе бидат, тоа ќе зависи од фактот дали ќе одговорат во рок од 15 дена или ќе се решат да не одговорат во рок од 15 дена и тоа ќе придонесе кога ќе бидат точно поставени. Господине Џафери, имајќи предвид состојбата со COVID-19, имајќи ги предвид сите дебати што се појавија во последниот период по донесувањето на законот за попис, еве имаме синоќа една изјава од председателот на државата
кој што остава простор пописот да биде одложен во мај, во јуни. Денеска почнува собирањето на потписи од страна на ВМРО ДПМН за поништување на тој закон кој што беше донесен од страна на собранието. Дали може да ни кажете кое е вашето размислување? Дали може да имаме реален попис во она време во кое што беше предвидена реализација на пописот, станува збор за периодот меѓу 1 и 21 април, или и кај вас има момент кој што би можел да остави простор за одлежување на ова постапка? Видите сега, работава околу пописот. Законот за попис беше во процедура уште на почетокот на 2020 година, официјално, значи го добивме во тој период, а претходно уште 19 година се разговарало по однос на пописот. Поради самораспуштањето на собранието, законот не се донесе во 2020 година. Објавивме избори за 12 април, според роковите. И на такви предлози политички, пред да истече рокот за одржување избори, донесовме одлука политичка, на лидерска, да се одлагаат. И после се соочивме со сите оние правни празнини и коментари по однос на собранието, ќе треба да дојде, не треба да дојде, Уставниот суд, до Уставниот суд, па вонредна состојба, па излезот од таа ситуација вонредна состојба. И кога дојде ситуација дека е неопходно да се одржат изборите затоа што собранието според одлука на Уставниот суд не можело да се врати, и тогаш почна препирањата да имаме избори, да немаме избори, да ги одлагаме, да не ги одлагаме. Кога би ги одржале, редовниот термин. Собранието донело закон за одржување попис. Пропишало рокови за сите. И во овој момент сметам дека безпредметно е да се излегува со размислувања овакви или онакви. Ако ме сметаат дека треба да се одлага, тогаш треба политичка одлука за тоа. Таа политичка одлука треба да се спроведе во смисла, односно да се преиначи во законско решение и за колку време би се одлагало тој попис. Според оно што го слушам, да се одлага за јуни или јули. На што се заснива тој предлог? Во контекст на ковид, што би значило тоа? Има некоја информација дека во јуни-јули ќе заврши пандемијата, па ќе можеме да го спроведеме? Или пак ќе дојдеме во празнина законска и тогаш уште да влеземе во правен хаос? Што ако не се одржи во јуни? Во јули? Ако предусловите се и тогаш, како што впрочем и беа за изборите 2020 година, оти проценивме јули ќе биде ситуацијата поинаква. Да, беше поинаква, само во негативна конотација. Затоа викам, само политичкото изјаснување во смисла на размислување, како што се кажува, е недоволно за одлука. Има закон, или ќе се приклучат сите да го извршуваат законот, или ќе се случи тоа што најавуваат дека ќе се случи. Едни најавуваат дека собираат потписи, други викаат ќе спроведеме закон, трети викаат некои други предуслови,
Тоа више е дебата политичка на која што јас како председател на собранието не би сакал да се вклучам. Надлежностите на собранието беа да донесе закон, пропиша рокови. Предходното првичното решение беше сите подзаконски акти да се донесат во рок од 6 месеци, а имајќи предвид тајмингот на носење на законот, беше неопходно сите тие рокови да се скратат и актуелно тече рокот и обврската на Заводот за статистика да ги направи сите подготовки според законот да изврши пописот. Како ги коментирате, да кажем, како го коментирате тој простор што се создава на недоверба во однос на пописот после одредени изјави на некои политичари, па вклучувајќи ги и од вашата партија, вашата матична партија, поврзани со, да речам, бројот на припадниците на одредени заедници и реализацијата на пописот. Некои партии од опозицијата имаат друг тип на недоверба во однос на овој процес. Какви се вашите коментари околу овие изјави? Потребна ли е таква недоверба? Потребни ли се такви изјави во овој момент? Реални ли се тие изјави? Па сите тие реакции се по принципот на акција и реакција. Сега, ако во еден политички коментар имате коментар еден, реакцијата ќе биде политичка и одговорот ќе биде поинаков. И затоа тоа шаренило на коментари политички од политичките субјекти. Реални ли се дел од тие изјави, председател, според вас? Видете, сега, пописот кога се прави, и ако државата се изјаснува дека го прави во интерес на државата и на граѓаните, а граѓани на оваа држава се тие што имаат соодветен статус како државјани на државата, без оглед кај се наоѓаат. И кога ќе ги вметнете процедурите, постапките и дефинициите во смисла на слободно толкување како политичко размислување по односните прашања, тогаш секако ќе создавате клима на која што едни ќе мислат едно, други поинаку, како акција-реакција, во смисла нас двојца сега разговараме, ако јас кажам еден став, па соодветно ќе реагирате на тој став, ако се заснива само на оно што политички јас би го кажал ставот, од и политичка реакција. Пописот има, според тие предуслови кои што се поставени во законот, ги има предусловите да биде соодветно спроведен, за да овозможи секој граѓанин кој што ги исполнува условите за да биде попишуван, да биде попишуван. А толкувањето после на резултатите во смисла дали овој би бил толку или оној би бил помалку, тоа се више коментари кои што се прави за други цели. А тие други цели се секако политички цели. Секако секој сака да се одржи на власт и секој сака да дојде на власт. Впрочем, и тоа е смислата на политичкото организирање. А во смисла на пописот треба да се обезбедат предуслови кои да е тој што ќе дојде на власт, затоа што соодветно и тој што ќе биде во опозиција или е во опозиција или на власт, има обврска кон граѓаните да создава предуслови за граѓаните да бидат задоволни со статусот, со правата, со можностите. Во контекстот на политиката, стекнати права, ако веќе навлегуваме во таа дилема, и индиректно на тоа се однесува све. Точно. Од тој коментар, да. индиректно на тоа се однесува, дали овај ќе изгуби права, дали овај ќе добие повише права или не знам кои. Стекнати права не може да бидат предмет на политичка калкулација по било кој основ. Затоа што за тоа постојат меѓународни правни документи кои што ги гарантираат минималните индивидуални права како темелни вредности и колективните, вклучувајќи ги и политичките права на граѓаните како колективни права. Право на политичко организирање, право на едно, на друго, на трето, на пето, на сега да не ги набројувам. И во принцип, правата само може да се прошират ако сметаме дека сме демократија и демократско општество. А никако не може никој да помисли
некому да му ускрати некое право. Така да, во тој контекст, ако се престане со таа дебата, мислам дека таква дебата би допринело, односно таков прекин на таа дебата во таа смисла, би придонело на оно што е процес да се спроведе според законот. А секаква друга дебата, сега тоа не можете никому да му попречите да размислува јавно и политички да размислува. Впрочем, со тоа прави комуникација со електоратот на тие што им се обраќа и прави позиција спрам тие на кои што им се обраќа. Во тој контекст одговорот ќе го добијат сите на избори после кој што придобило тоа и колку добило. Како висок функционер и како председател на Собранието на Република Северна Македонија, дали ја поминавте проверката која што се спроведува според НАТО стандардите, имајќи предвид дека веќе сме членка на НАТО, а вие како по функција доаѓате во допир со класифицирани информации кои што се поврзани со Алијансата? Јас редовно си ги добивам сите информации од сите институции од кои што треба да ги добивам. Во овој момент и до овој момент немало прекин на комуникација со никој. Впрочем, јас сум бил министр за одбрана. Сум бил учесник на НАК средбите, тоа се највисоки средби и институционално кои се донесуваат и клучните одлуки, па и одлуки за членство се донесуваат таму. Така да не сметам дека имам проблем. Јас по функција имам сертификат за пристап до податоци од државна тајна. Така да ја не знам за некој редослед, дека некој направил редослед во смисла на тоа кога кој ќе дојде во ситуација да биде верифициран. Како председател на Собранието, физички ниту има потреба да има физички пристап до оно што се процедури на НАТО. Како членка на НАТО, правата и обврските како собрание ги остваруваме преку парламентарното собрание на НАТО, преку делегацијата која што собранието ја има формирано, затоа што преку тој орган, доколку некој од нашите, а ќе има потреба и во парламентарното собрание на НАТО, во органите на парламентарното собрание да се избират наши пратеници, секако тие ќе подлежат под соодветна процедура пред да бидат избрани евентуално во тие органи. Но во секој случај, јас за себе сметам дека немам никаков проблем со тоа, а доколку НАТО има проблем, јас со тоа нема што да расправам, тоа не верувам дека има таков проблем, но секако тоа е процедура која што треба да ја испочитуваме сите. Впрочем, сите однапред кога сме се решили да бидеме членка на НАТО, сме знаеле дека определени работи произлегуваат и обврски пооштри и во тој контекст секаква одлука ќе биде испочитувана. Долго време сте во парламентот. Ова ви втор мандат како председател, претходно бевте координатор на пратеничката група на ДУИ, пратеник. Како го оценувате овој парламентарен состав? Има ли поквалитетни пратеници во споредба со минатите? Има ли пратеници кои што се недостојни да бидат дел од овој парламент? Или пратеници кои што едноставно можеби треба да поминат одредени процедури, обуки, постапки за да станат навистина пратеници и представници на народот овде во зградата? Прво и основно, не е надлежност на председател на Собранието ниту да ги оценува пратениците, ниту па службениците. Државната служба која што работи во Собранието според процедурата и законот за државни јавни службеници во соодветна процедура ги оценуваат претпоставените во иерархијата на државната служба. Со оценувањето јас апсолутно немам никаква врска, ниту па имам потреба и добро е што председател на Собранието нема принадлежности во тој дел кон службата. Второ, пратениците не се предмет на оценување од страна на председател на Собранието. Пратениците ги оценуваат граѓаните после на избори,
граѓаните им дале доверба и со тоа ги оцениле како соодветни представници во парламентот. А по однос на достојноста, тоа не е истоветно, не е надлежност на председател на собранието да цени достојност нечија, затоа што има соодветна поставка пропишано и со Уставот и со Деловникот. Надлежна институција се други власти кои што можат да даваат суд за достојноста на определен или недостојноста на определен пратеник и како последица на таква оценка од друга власт, а тоа е судската власт, само со судска правосилна одлука може да се оцени достојноста нечија, доколку направи некакво дело кое што го прави недостоен. И во тој контекст има соодветна процедура пропишана во собранието, така да тоа несоодветно би било јас да давам оценка индивидуална за тоа кој како е како состав. Секако тоа е состав на кој што граѓаните дале поддршка и пред граѓаните стои оценувањето. Председателе, и од разговорот, но и од она што се гледа како ваша работа во собранието, произлегува дека има промена во вашето менаџирање со оваа институција. Дали е тоа последица на малиот број пратеници, малиот, условно кажано, 62 пратеници како дел од летачкото мнозинство, бројноста на опозицијата и морам да ја споменам се погласните информации за поделбите, односно поделбите во пратеничката група на ДУИ, партија од која што вие доаѓате. На што се должи оваа промена во менаџирањето на вашето менаџирање со оваа институција? И дали може да ги потврдите сите они информации дека сепак има одредени проблеми во функционирањето на пратеничката група на ДУИ? Прво, менаџирањето е надлежност обврска моја да менаџирам со институцијата. Начинот на менаџирање е одраз на искуството во собранието, во комуникацијата со луѓето. Секако дека секој мандат истоветно не може да се менаџира како воспоставен терк. Тоа што е жива материја, тоа се нови луѓе, нови карактери, нови потреби, нови околности. Секако и јас како менаџер мора да се прилагодам кон тие нови односи, односно перцепции воопшто со оној состав кој што е во собранието. По однос на функционирањето на пратеничките групи, не е моја надлежност, јас сум дел од пратеничката група како пратеник, кој што е избран за председател на собранието и од тој момент, како председател на собранието, работава на пратеничката група е работа на партиските органи и не е дел од моја принадлежност, затоа што како председател на собранието, според функцијата и надлежноста ми престануваат активното учество во толкувањето на случувањето внатре партијата, а секако дека како пратеници и по функција, и по закон, и по статус имаат можност да бидат слободни во размислувањето и во одлучувањето за определени прашања. И мислам дека таков однос придонесува кон демократизација на самите субјекти. Дали истото се случува и во партијата ДУИ? Ке има ли промена на врвот на партијата, имајќи предвид дека се погласни исто така информациите, дека може да дојде до промена во врвот на партијата? Неодамна имаше конгрес, минатата година ДУИ беше реизбран. Може, но не мора тоа одлучуваат партиските органи. Конгресот. Мислам дека ова е второ интервју кога ве прашувам дали би го следиле господинот Ахмети. Следам следствено на тоа и истоветно, значи одговарам и на ова интервју, па и на многу интервју. Тоа е работа на органите на партијата. Конгресот ги има избрано кој сметал дека треба да биде кандидат, има процедура со која што се додава кандидатурата. Немало кандидатури други. Од сите ограници, значи, едногласно била поддржана кандидатурата на Али Ахмети.
И секако, секој кој што размислува, ќе треба да чека до наредниот конгрес и тие што размислуваат дека имаат потенцијал, имаат поддршка, имаат секаква можност, секако демократско сме општество, во соодветна процедура може да ја предложи кандидатурата, па делегатите ќе одлучат. Тоа е више работа која што неследствено би требало да се коментира. Председателе, многу ви благодарам за ова интервју. Секако во секоја прилика, добре дојдени сте. Благодарам. Благодарам ви.